Димитар Ковачевски незаконски именувал декан на факултет во партиските тела на СДСМ, со што грубо го прекршил законот за високо образование. Ковачевски уште не дојден на позиција премиер во стилот на неговиот наредбодател Зоран Заев, почна со кршење на законите. Пиунот на Заев, Димитар Ковачевски, во својот извршен одбор го сместува Мишко Ралев, професор, декан на факултетот за архитектура и дизајн. Со тоа е прекршен Законот за високо образование на Република Македонија, закон донесен во 2018 година во владење на СДСМ. Ова зад мене е дел од законот, членот 114, каде што став 3 е дециден. Вршењето на должноста декан и продекан е неспојливо со вршењето на друга јавна функција или функција во политичка партија. Извршниот одбор на СДСМ е невисоко партиско тело во една политичка партија. И пиунот на Заев, Ковачевски, но и деканот Ралев, одлучиле да го прекршат Законот за високо образование. Од тука, бараме пиунот на Заев, Димитар Ковачевски, да го исклучи Мишко Ралев од извршниот одбор на СДСМ, или пак Ралев да си поднесе оставка од позицијата декан. Поваквото именување и прифаќање на Ралев да биде дел од извршниот одбор на СДСМ, со што го прекрши Законот за високо образование, очекувано е тој да се повлече од функцијата во високото образование. Се поинаку е доказ за натамошна партизација, тонење во хибриден режим, тонење во заевизмот. Ви благодарам. Дозволете ми да одговорам и на прашање од телевизија Сител. Како ги коментирате кадрите кои што се споменуваат за идни министри, но и оние кои што ќе ги задржат функциите во тимот кој што го подготвува мандатарот Ковачевски? Тоа е прашањето од телевизија Сител. Почитувани, очигледно е дека списокот го составувал Зоран Заев, а пиунот Ковачевски е тука да го спроведе тоа што го замислил Зоран Заев. Тоа е состав кој што треба да го брани заевизмот, за жал на штета на сите граѓани во Македонија. Тоа е состав кој што ќе значи продолжување на криминалот, продолжување на корупцијата и продолжување на поразите на Македонија. Ви благодарам.